Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Језекиил и преподобниот Симеон и Јован. Светиот пророк Језекиил, син на свештеник, од градот Сарир, бил одведен во робство во Вавилон заедно со царот Јехони и со многу други израелци. Језекиил, живејќи во робство, пророкувал цели 27 години. Бил современик на пророкот Јеремија. И додека Јеремија учел и пророкувал во Ерусалим, Језекиил учел и пророкувал во Вавилон. Пророштвата на Јеремија биле дознавани во Вавилон, а пророштвата на Језекиил биле дознавани во Ерусалим. И двајцата свети мажи еден со друг се согласувале со своите пророштва. И двајцата биле озлобувани и мачени од неверниот еврејски род. Страшни и нечуени виденија имал светиот Језекиил. При реката Ховар го видел небото отворено, и оган и блескање, и 4 животни како растопен бакар. Едното животно имало човечки лик, другото лавовски, третото телешки, четвртото орловски. Лицето човечко го означува Господа во плотениот како човек. Лицето лавовско неговото божество. Лицето телешко неговата жртва, а лицето орловско неговото воскресение и неговото вознесение. Во друга прилика му се покажала слика на воскресението на мртвите. Имено, пророкот видел долина полна со мртовечки суви коски и кога Духот Божји слегол врз нив. Сите мртовци оживеале и застанале на своите нозе. Уште ја видел најстрашната пропаст на Ерусалим, кога гневот Божји ги покосил сите, освен оние кои од порано биле обележани со грчкиот знак Тав, а тој знак е како нашата буква Т, што пак е знак на крстот. Злобата еврејска не го поштедила ни овој свет маж. Огорчени биле на него затоа што ги изобличувал, евреите го врзале за опашките на коњите и го растргнале. Бил погребан во истата гробница каде и Сим, синот на Ное. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј.
Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преподобните Симеон и Јован. Двајцата млади луѓе го оставиле домот и своите роднини. И тоа Симеон, старата мајка, а Јован, младата сопруга. Примиле монаштво од игуменот Никон во манастирот на светиот Герасим и се оддалечиле во пустина, каде што во најтешки подвизи проживеале многу години. Со безбројните подвизи ги умртвиле своите тела и изгледале како две суви дрва. Еден ден Симеон му рекол на Јована дека по наредба Божја тој мора од пустината да отиде меѓу народот и таму да му послужи на Бога. Јован му дал вакви совети: чувај го срцето свое од се што ќе видиш во светот. До што ќе се допре раката твоја, нека не се допре срцето твое. Кога устата ќе јаде, срцето нека не се насладува. Кога нозете ќе чекорат, негувај мир внатре во себе. И било што надворешно да правиш, умот твој нека биде смирен. Моли се на Бога за мене, за Бог да не раздели еден од друг во идниот живот. Свети Симеон го примил советот од својот другар, го целивал, а потоа ја напуштил пустината и отишол меѓу народот како безумен за да ги научи луѓето да ги обрати кон верата Христова. Се правел луд пред луѓето, но срцето му било храм на Светиот Дух, а во тој храм непрестајна молитва. Имал обилна благодат Божја, та прозирал во сите човекови тајни, наблизу и надалеку. Ги исцелувал луѓето од злите духови и од други слабости. Играјки по улиците како луд, тој им приоѓал на луѓето и им ги шепнувал на уво гревовите нивни, повикувајќи ги на покаяние. Дури и насон им се јавувал на грешниците, ги укорувал за гревовите и ги повикувал на покаяние. Така на некој незнабожечки актер Балија, кој јавно ги исмевал христијанските светињи, светиот Симеон му се јавил во сонот, го укорил и му се заканил. Та овој се покајал и постанал добар христијанин. Некое блудно момче од думот се симнало поради блуд. Светиот Симеон, видувајќи го како лудува, го удрил со раката по образот и му рекол: не прави прељуба. Во тој час нечистиот демон излегол од момчето и тоа постанало здраво. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец.